Општина Штип денес со свечена академија ја одбележа 110 годишнината од раѓањето на Емануел Мане Чучков. Пригодна реч за ликот и делото на Чучков одржа академик Блаже Ристовски. Една од многу значајните личности што имале клучна улога во културно-националните процеси и во политичко-револуционерните настани во меѓувоениот и во воениот период од развитокот на Македонија е асномскиот револуционер и општествено-политички деец, државотворец, публицист и универзитетски професор доктор Мане Христов Чучков. Во рамки на свечената академија во големата сала на општина Штип беше отворена и изложба на фотографии на Емануел Мане Чучков, а портрет изработен од Нада Накова со ликот на Чучков беше врачен на неговото семејство. Посебно благодарам на општината Штип, што вака величествено, достојно го одбележа ликот и делото на мојот свекор. Современик бил на моите постари сестри, на зетми, на една од моите сестри бил професор и може би сето тоа, сите тие впечатоци преполни со убавина за човекот кој беше подзаборавен, но секогаш присутен, беше поттик еве да го направам јас неговиот портрет. И историјата со свое видување за Емануел Мане Чучков. Чучков ја добија она, да речеме, потребна, ајде да кажам, рехабилитација и политичка и научна за сето она што го направил во периодот во национално-револуционерниот период, затоа што тој делува и во периодот пред Втората светска војна, во периодот за време на војната и по војната. Инаку одбележувањето на 110 годишнината од раѓањето на Емануел Мане Чучков започна вчера. Делегација од Штип, предводена од председателката на Советот Сузана Николова, положи свежо цвеќе на гробот на Емануел Чучков во алејата на великаните на гробиштата Бутел во Скопје. Емануел Мане Чучков од септември 1943 година е член на акционениот Народно-ослободителен комитет и подпредседател на иницијативното собрание за свикување на првото заседание на АСНОМ. Чучков, заедно со Методи Андоновченто и Кирил Петрушевски, е дел од тричлената делегација која патува на островот Вис на разговори со Националниот комитет за ослободување на Југославија и маршал Јосип Броз Тито. За Чучков се сеќаваат и неговите ученици и културните дејци. Неговите предавања беа најпосетени. Ако малку закаснеш, место не може најдеш у огромна сала. Јас имам многу убави впечатоци од него. Не само што ме посоветува, времето беше многу специфично, како да речем, да внимавам како да се однесувам, што ќе зборам. Ми фати за рака и ме однесе во сала и рече: деца, ово пиле треба да го почитувате, тој сигурно ќе допринесе за таа. Ова е прв пат општина Штип одбележувањето на раѓањето на Емануел Мане Чучков да го стави во календарот на своите официјални чествувања.